Долго најавуваниот нов генерален урбанистички план на Тетово, кој се очекува да внесе ред во урбанистичкиот хаос на градот, денес за прв пат се најде на дневен ред пред тетовските советници. На денешната 9-та седница беше усвоена согласност да се формира работна група, која ќе започне со подготовки. Предвидено е до донесување на генералниот урбанистички план да се легализираат сите претходно изградени објекти на подрачјето на градот. Советникот од ВМРО ДПМН Александар Велјановски побара да се објави временската рамка за која тоа треба да заврши. Градот и на урбанизмот навистина му е потребен добар генерален урбанистички план во кој што ќе бидат надминати сите оние недостатоци кои што се јавуваат во моментов. Би сакал да поставам прашање во насока на тоа дали има предвидена рамка, односно за колку време отприлика би требало да се изработи овој генерален урбанистички план, да не се доведеме во ситуација да биде само, не знам, носење на некоја одлука која што нема да во краток рок, односно на среден рок, нема да донесе до резултати. Во интерес на потребата од нов генерален урбанистички план, би сакал вака јавно да поставам прашање дали има динамика и за колкав период од прилика би требало да се изработи овој план. На дневен ред пред советниците денес се најдоа и 5 точки за потреба за изменување или проширување на урбанистичко-планска документација, за кои председавачот Беким Мемети предложи да се гласаат во пакет. Иако во отворената дискусија имаше негодување за 2 од точките да се повлечат, сепак мнозинството даде зелено светло и точките поминаа. Советникот на ВМРО ДПМН Горан Јовановски реагираше дека на овој начин намерно се прави обид да бидат одобрени промени на урбанистичко-планска документација, кои советниците не ги разгледале или не ги одобруваат. Тетовските советници на денешната седница изгласа и предлог одлука за прогласување на нови заштитни зони во кои не смее да се гради, околу изворите со кои со вода се снабдува градот, на Попова шапка и на Лешница. Советот на општина Тетово даде согласност да се гради пат од Тетово кон Бродец, да се гради главниот пат во село Сарачино и да се гради место за пикник во комплексот Бањиче. Проект со кој општинските власти планираат да аплицираат за добивање на грант од Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој. Општина Тетово побера согласност од советниците за кофинансирање на заеднички проект со општина Јегуновце за јакнување на алтернативниот туризам во руралните подрачја во Полог. Во рамки на проектот предвидено е да се санира патната инфраструктура на Попова шапка, канализационата мрежа и осветлувањето. Како што потенцираше градоначалничката Теута Арифи, овој проект е меѓу 150 одобрени од 400 вкупно пристигнати на повикот на владата. По оваа точка се разви дискусија околу немањето паркиралишта на Попова шапка, но прашањето остана и натаму отворено се до изнаоѓање на соодветно решение. На денешната 9-та седница беше прифатена и предлог одлуката парите добиени од ИПА грант за реконструкција на патот кон Калето и Селце да се пренаменат за набавка на ново возило за собирање на смет и набавка на контењери. Советот на општина Тетово денес го изгласа Јетмир Абази за командир на полициската станица од општа надлежност Тетово. Тој пак во својот говор рече дека се обврзува да изготвува 6-месечен извештај за неговата работа и за безбедноста во градот.